државните органи, односно надлежните институции кои се тужени во постапката, во периодот од 2007 до 2018 година не преземале действија за да го намалат нивото на PM10 и PM2,5 честиците, а што биле должни да го сторат. Она што се случи во Македонија со тужбата е сосема логичен след на работите после долгогодишното апелирање од страна на граѓаните и граѓански здруженија да се превземе нешто во однос на аерозагадувањето, но тоа не се виде. Бараме да се утврди повреда на правото на здравје, повреда на правото на здрава животна средина, повреда на личните права на тужителот и тоа повреда на правото на приватност на неговиот личен и семеен живот и неповредливоста на домот. Со вториот дел од тужбеното барање, бараме судот да ги задолжи тужените да преземат определени действија кои јас не би ги наведувала во моментот бидејќи се бројни. Само би набела пример да ја усогласат регулативата со конкретната директива на ЕУ, да обезбедат пристап до податоците во врска со животната средина и да се воспостави целосен систем на мониторинг на аерозагадувањето и така натаму. Ако ја погледнеме ситуацијата што се случува во европските држави, таму не е воопшто ретко граѓански здружени или граѓани да подготвуваат тужби насочени спрема државата, доколку државата не испочитувала одредени законски регулативи. Например, во последно време, многу е актуелно во Германија она што се случува, тоа е дека конкретни тужби се упатуваат до градовите каде што има надминување, да речеме, на емисиите на NOx од возилата. Па најочигледните докази се оние што ги гледаме во извештаите од мониторинг системот на државата, каде што имаме повеќекратно прекорачување на граничните вредности. Тоа е нешто, да речеме, некој доколку истражува ќе може да го види. Останатите докази кои мислам дека беа повеќе во делот на здравствените влијанија од аерозагадувањето, можевме да ги увидиме на многу наврати кога Институтот за јавно здравје презентираше какво е всушност влијанието на врз здравствените ефекти кај луѓето доколку има зголемување на аерозагадувањето. Аргументите на спротивната страна се дека надлежните институции преземале се што може да преземат во согласност на нивните ингеренции за да го намалат аерозагадувањето. Исто така ја спорат нашата активна легитимација, односно правото да поднесеме тужба до надлежниот суд и го спорат правниот интерес на тужителите во постапката. Судот, како да се трудел, детално и темелна одлука донел, меѓутоа таа е нејасна, противречна и неразбирлива, што се користи во правната терминологија. Меѓутоа, како да се трудел да најде образложение за сите одредби во насока да ја отфрли тужбата.
Ова право е загарантирано со Уставот. Уставно загарантирано право е правото на здравје и правото на здрава животна средина. Неспорно е дека ние како организација за заштита на човековите права имаме правен интерес и дека лицето кој е тужител, чии права се повредени како резултат на правниот однос помеѓу лицето, не конкретното лице, него лицата и надлежните институции кои се должни да преземаат определени действија, а тоа не го сториле и поради тоа одредено лице трпи последици. Ние немаме систематски пристап кон решавањето на проблемите во животната средина, а тоа според мене е поради тоа што нема политички став или политичка волја дека ова прашање мора да се решава во сите сектори, а не само да се гледа секторот животна средина. Мене не ми е јасно како и надлежните институции не разбираат дека ова е во интерес на сите и во интерес на здравјето на секој поединец во државата. Меѓутоа, тие имаат право во одреден спор да изнесуваат аргументи, односно против аргументи на поставено тужбено барање.